Почитувани, ВМРО ДПМН продолжува со реализацијата на проекти со кои директно се подобрува квалитетот на животот на граѓаните во Скопје. Советничката група на ВМРО ДПМН во градот Скопје на денешната седница ќе поддржи поголем број на одлуки со кои ќе продолжи праксата на реализација на проекти со кои се подобрува животот на граѓаните во Скопје. Со првата одлука, Советот на градот Скопје ќе одобри на Црвениот крст на град Скопје да му се доделат парични средства во износ од 2 милиони денари, кои ќе бидат всушност наменети за проширување на капацитетите на сместување на бездомни лица во пунктот за бездомници сместен во населбата Момин Поток. Минатиот месец, градот Скопје, следејќи ги повиците на јавноста за откажување на организираните дочеци на новогодишната вечер, реши да се откаже од оваа пракса и парите да ги донира во хуманитарни цели. Со оваа одлука ќе се прошири капацитетот на прифатилиштето за згрижување и привремено прифаќање на лицата бездомници, кое овозможува за солниште, дневен престој со оброк, здравствена заштита, услови за одржување на хигиена и други психосоцијални услуги. За подсетување, градот Скопје во соработка со Црвениот крст на град Скопје континуирано го помага работењето на овој центар, а во 2011 година го отвори ова прифатилиште за згрижување и привремено прифаќање на лицата бездомници. Градот Скопје за набавка на сместувачки капацитети во 2011 година издвои 1 милион и 400 илјади денари и со отварањето на прифатилиштето, капацитетите на постојаниот пункт на Црвениот крст се зголемија за 60 квадратни метри. Просторот е опремен со 16 кревети, тоалети, кабина за туширање, кујна и други неопходни средства за функционирање на овој пункт, со што може да одговори на потребите на овие лица. На оваа седница, Советот на градот Скопје исто така ќе расправи за одлуката за одобрување на набавка на основни средства за потребите на територијалната противпожарна единица на град Скопје, со која ќе продолжи опремувањето на противпожарната бригада во градот Скопје. Со оваа одлука ќе се одобрат средства за набавка на 2 специјални возила, нови возила, механизација и специјална опрема која е од корист за противпожарната бригада на градот Скопје. Ова е уште една од големиот број на одлуки со кои се опреми и модернизира противпожарната бригада на градот Скопје, која во изминативе 8 години набавени се поголем број на противпожарни возила, чамци за спасување, моторни пумпи за испомпување на големи количини на вода, специјална опрема, а вработени се и 45 нови пожарникари, со што значително се подмлади просечната возраст на пожарникарите. Во завршна фаза е и реализацијата на капиталниот проект за изградба на новиот објект на подстаницата на противпожарната бригада во општина Ѓорче Петров, кој ќе биде сместен објект во истиот објект со новата полициска станица. Со изградбата на новиот подцентар ќе се овозможат и подобри услови за работа, подобро сместување на возилата, како и побрзи и поефикасни интервенции во случај на пожар. Противпожарната станица во новиот објект ќе добие простор од околу 600 метри квадратни, каде ќе можат да се сместат 3 противпожарни возила, а тука исто така ќе бидат сместени и ќе работат лицата кои што работат во оваа станица. Почитувани, со овие одлуки и голем број на други одлуки, ВМРО ДПМН продолжува да покажува како се работи за доброто на сите граѓани во Скопје и Република Македонија. Македонија се сака со проекти и со конкретни дела, со кои се подобрува квалитетот на жителите и на граѓаните во Скопје.